Окей, здравствуйте. Само в момента разходен на екрана. Žao mi je što nisam tam fizički prisutan ovog prostora. Ja Георги Десподов, мултидисциплинарен дизайн в средището между България и Македония. Главно работам в полето на визуалните уметности и създавам концепти и приключително спектър дисциплини, които са графическия дизайн, арт дирекшн, 3D визуализации и изпратки. Дипломиран по дизайн на Националната академия за уметности в България от 2019 Во моментов се наоѓам во Словенија на едногодишна уметничка резиденција во ХЕКА, Art and Science лабораторија, под менторство на Марко Вивода, мултидисциплинарен уметник од Словенија. Мојот визуален речник е под влијание на поп артот, кинематографијата на 80-тите и дизајнот на Мемфис. Мојата работа постои помеѓу физички и дигитална средина. Истражувам преку употреба на различни техники, како што се видеа, инсталации, 3D визуализации и фотографии. Мојата уметничка практика се дели на 2D и 3D. Во моментов сум насочен кон графичкиот дизајн како перформативен медиум, со тоа што графичкиот дизајн за мене е доста интересен медиум и возбудлив, бидејќи ја комбинира комуникацијата на филозофијата на уметност, тоест ја комбинира комуникацијата и филозофијата на уметноста. Со тоа што тоа дава многу можности за помагање во општеството, исто така графичкиот дизајн самиот по себе е јазик и е средство за комуникација. Во следните неколку слайдови ќе се обидам да ви представам неколку од проектите што ги сработи во текот на минатата година 2021. Најпрвен ќе започнам со мојот проект и соработката воедно со Private Print, која беше возможена од Prince Claus фондацијата во склоп на Future Perspectives. Скипет фактички е истражувачки проект преку кој ја преиспитувам улогата на графичкиот дизајнер како алатка за критичко читање. Целото истражување започна со примесите дека графичкиот дизајн денес е најкорисен за масовно производство, преку кој го обликува светот на нашите потреби. Почнувајќи од таму, создадов разигран уметнички метод, што го нареков сесија за себе пронаоѓање. Моментално на овој слайд може да ги погледнете фотографиите кои од сесијата за себе пронаоѓање, која се одржа во мојот роден град Прилеп минатата година. Со тоа што преку овој процес ми се овозможи јас да покажам со критички прст кон масовниот конзумеризам, остварувајќи ја можноста за сојуз помеѓу графичкиот дизајнер и корисниците. Графичкиот дизајн користи посебни механизми за да одговори на потребите на корисниците. Во овој проект ги користи истите механизми за да ни помогне да ги откриеме нашите индивидуални и суштински потреби. На овој слайд е представен визуалниот идентитет што беше создаден во склоп на сесијата за себе пронаоѓање, тоест рекламните материјали кои беа распространети за најава на таа сесија и исто така и дел од елементите кои беа употребени во процесот на сесијата за себе пронаоѓање. Тоест книгата е резултат на целата таа сесија за себе пронаоѓање, во која се обидов графичкиот јазик да е целосно исчистен од содржина, тоест читателот или гледачот е оставен да создаде интеракција со просторот на книгата, поточно преку игривата кратка сесија за себе пронаоѓање, која е единствената содржина во книгата, да го доживе графичкиот дизајн во една друга форма, каде самиот конзумент ја создава содржината преку неговите потреби. Визуалното искуство е како цела идеја за книгата да е претворена во нејзина смисла. Ние листаме книгата,
но истовремено се движиме низ слики кои истовремено никаде точно не водат. Тоест немаме некое определено действие како сето тоа се одвива. Од друга страна, времето кое го поминуваме листајќи ја книгата, тоест тоа е време без реклами и без секојдневни инвазии на слики, а тоа го објаснува и самиот наслов на книгата. На самата изложба што се одржа во просторот на Private Print, представив сегменти од сесијата за себе пронаоѓање, кои беа поставени како една изложбена експозиција. Преминуваме на еден доста интересен мој персонален проект кој го развив, тоест повеќе еден вид на шега и се обидов преку него да го представам пред публиката, тоест пред клиентите и да ги запрашам нив доколку во случај дизајнерот е уречен. Што би се случило ако дизајнерот е урочен? Како би се одвивал целиот тој процес на дизајн доколку дизајнерот е урочен? Дали тоа е едно од прашањата што треба клиентот пред да ангажира определен дизајнер да се запраша себе си, тоест да го запраша дизајнерот, за тој да може да се сноси со последиците кои што ќе ги добие со финалниот производ. И во игрив аспект се обидов да создадам А3 фанзин преку кој се обидов преку визуализации да го представам таа ситуација каде што би се случило доколку дизајнерот е урочен. Во следните неколку слайдови ќе се обидам да ви ги представам некои од проектите што тие се соработка претежно со Гараж колективот, тоест тој е колектив на танчери кои се занимаваат со современа кореографија. Изминатата година имав доста интензивен период, доста интензивна соработка со нив и бев дел од неколку нивни поголеми проекти кои претежно беа кореографски дела и бев заангажиран да го создадам нивниот визуален идентитет, што се состоеше претежно, се разбира, од плакат и секакви други додатни рекламни материјали. Моментално на овој слайд е представен визуалниот идентитет на мојките на С, кој е кореографско дело на Александар Георгиев и секогаш кога соработувам со други артисти, сум во многу блиска комуникација, тоест првично започнуваме со определен бриф каде што тие ми даваат некакви насоки и после според тие насоки јас се обидувам по некаков начин да го имплементирам мојот визуален речник што го поседувам. Следните неколку слайдови се проекти со соработка со, како што споменав, со Гараж колектив. Исто така ова е една од нивните програми што се одржа минатата година. Исто и овој дизајн. Преминуваме на 3D делот. Во мојата 3D практика претежно сум насочен кон експериментирање со 3D модниот дизајн, што стана актуелен со почетокот на COVID и беше доста за мене многу интересен и нов медиум за изразување. Од секогаш сум бил во близок контакт со модниот дизајн, но никогаш не сум имал можност да проектирам, тоест да реализирам определени креации и точно овој медиум е доста интересен за мене, бидејќи без тој целосен процес да го поминувам на креирање, на шиење и создавање на физички креации, во дигиталниот свет е многу полесно и подостапно, тоест може полесно да се манипулира и се обидувам да создавам средини, тоест да создавам некои атмосфери во кои што вклопувам определени креации и создавам целосни композиции. Ова е дел од проектот на исто така во соработка со Гараж колектив, нивниот перформанс Драгон Ага Феникс, за кој што исто така бев заангажиран да создадам визуални материјали.
Постер за Screensaver, исто така дел од соработката со Garage Collective. Овој проект го создав со цел во соработка со Congregation Design. Тој е бренд од Англија, тоест е колектив на млади дизајнери кои се обидуваат да создаваат тоест да избегнат брзата мода и создаваат креации од рециклирани материјали. И стапив во контакт со нив и создадовме заедно 3D визуализации кои беа проектирани и беа дел од изминатата сезона на London Fashion Week. И ова е еден од најинтересните проекти што го сработив минатата година, е соработка со брендот Haribo за гумени бомбони во соработка со дизајн агенција од Кина, Sake House. Во овој дел јас имав улога на арт директор и бев задолжен да го поставам, тоест да го проектирам проектот. Првично започнавме да го создаваме проектот во 3D, но потоа сето тоа се создаде во реалниот свет со реални димензии. Тука имаме, значи, лево се реалната проекција, десно е 3D проекцијата. Исто така и тука беше доста интересен и многу голем предизвик за мене, бидејќи немав можност да бидам на место и да гледам кога се проектира, се одвиваше во таа 3D средина, во тие 3 XY и Z оски и немав осет дека тоа подоцна ќе биде проектирано на големо и дека ќе можат луѓе да се движат низ него и да бидат во постојана интеракција со создадените модели. И еден доста исто така драг проект за мене е The Martian Chronicles, краток моден филм кој што го создав во соработка со модната дизајнерка Нели Антов од Бугарија. Со овој краток филм успеавме да бидеме номинирани за во првиот Fashion Film Festival, кој што беше одржан во Париз, но исто така имавме индивидуален настан во склоп на Fashion Clash Festival во Мастрихт, Холандија, каде што филмот беше проектиран врставано, тоест имавме поставено целосна инсталација, каде што гледачите, тоест публиката беше на подот и тие се со поглед кон таванот, проекцијата беше извршена од долу кон горе, малку несекојдневно и баш не беше многу комфортно, но филмот е долг 1 минута и беше доста голем предизвик и за гледачите, но и за нас како реализација на овој проект. Толку од мене. Фала ти, Ѓорги.